Dobar dan, dragi prateli. Ko što vi već понатаму моите видео анализи ќе бидат повеќе од купишување, полесно ми е. А денеска ќе има една интересна тема, која што видовте во наслов, доларот ја урива ЕУ или Европската унија, а Украина ќе ја натера да капитулира. Но пред да почнам со мојата анализа, значи оние кои имаат желба да ги следат моите видео анализи, нормално геополитичката сцена и од домашната, треба на YouTube да притиснат на копчица subscribe или претплати се и ако се допаѓа анализата да стават лайк. А може да ме следат и на Instagram, како и на TikTok. Денеска ќе зборувам за две теми, поточно ќе анализирам две теми. Кој што видовте во наслов, првата тема е доларот се руши Европската унија, а Украина ќе ја капитулира. Втората тема ќе биде домашна, поточно ќе анализирам оно што се случува деновиве, што актуелно посебно денеска и вчера. За председателката Гордана Симеонова-Давкова ќе анализирам дали се руши, дали се дисциплинира или преку неа сака да се сруши или се обиде да се сруши, да кажеме, владата на Мицкоти и на Вомород. На Мицкоти, поточно кажем, бидејќи тука се повеќе коалициони партнери или владата на Република Северна Македонија, држава. Иако за мене е Република Македонија, ама кај, мораме веќе да се прилагодиме дека не го смене. Значи, прво ќе почнем првата тема. Доларот се руши Европската унија. На преговорите во Саудитска Арабија што се одржаа, значи првите преговори меѓу Русија и САД, каде руската делегација предводеше Лавров, јасно се виде која е причината. Значи, Украина беше многу малку застапена како тема на тие договорено беа за Украина, повеќе беше враќање на петродоларот на европската цена, поточно бидејќи Америка многу пати ви кажа дека не е задолжена земја. Она Трамп пред да замине, значи првиот мандат, успеа некако економски да ја стабилизира, тој ќе го направи овој мандат, ќе се обиде да го направи, бидејќи, што би рекол покојниот Балашевиц, сега на меѓународната сцена се играат некои нови клинци. Што значи ќе се обиде да го спаси доларот, бидејќи тоа е единствен начин да опцена Америка, бидејќи доаѓа со БРИКС, променето на БРИКС, до доларизација. И Трамп е подготвен на Русија да се укинат санкциите, но веројатно ќе се бара еден од основните услови Русија да почне, кој научне, други арапски земји да повторно продаваат нафтата во долари. Но дали до тоа ќе дојде, ќе видиме, бидејќи Русија веќе има договор со Индија во рупи да ја продава нафтата и гасот, како и со Кина. А тоа се негови купувачи. Но Западна Европа ќе ја продава во долари. Инаку со овој договор, орија што се случува, Трамп се обиде и јасно кажува дека Европската унија не е местото на тие преговори, нема да преговара за Украина. Го уцини, да кажеме, Зеленски, за мене не уцина, тоа е само пробен балон, му побара 500 милиарди да врати Украина на САД, а Зеленски јава дека по 100 милиарди долара спасано само или по помош повеќе. Јасно за буџетот, нешто преку оружје и така натаму. Ова е причина да се обие и да се продолжи оно што е започнато специјалната војна операција во Русија, некој војен конфликт, некој агресија, на мене конфликт,
Што значи дека Путин не ја заврши работава, Зеленски е тука, ќе биде заштитен и од двете страни, да се разбереме, но нема да има некои ингеренции, ќе дојде до хаос во Украина. Путин додека не ги врати историските територии, а тоа е, освен овие што се влезени во уставот на Руската Федерација, со референдум, тоа е Донбас или Донецк и Лугански републиките, Херсонската област и Запорожје. Наред се Харков, Одеса, Николаев, значи луѓе на Црно море, со што многу пати кажав дека Украина, освен што е затворена, нема излез кон Азовската, ќе нема излез и кон Црното море. Оние ретки минерали што му ги бара Трамп на Зеленски, тие се наоѓаат во Донбас, во околу 80%. Значи нема теорија да може да ги експлоатира, но Трамп го знае тоа и затоа му постави браќање на 500 милиарди долара. Америка е свесна дека со создавање на БРИКС она доаѓа во више не е главен глобален играч, не само и доминантен кој што беше, но сега сака да се приклучи кон првата тројка, тоа е Русија, Кина и САД да биде тука. Втората после била Индија, Бразил и така. Тоа ги редом. Европа тука испа ги одигра и веројатно и затоа си бара Обединетите нации да се обноват и поточно овој сосод данеса, него реконструкција да има, да кажеме. За Совет на безбедност и во се. Значи, Трамп економиста, не е лично што предизвикува војна, за неговиот минат мандат не предизвика ниту една војна. И кој ќе погледам неговата натална карта, затоа во едно моја порачно видео анализа кажа дека многу опасен период. Од вчера Марс е директивно во него 11 полеќи, тоа се создадат многу силни политички непријатели. А кажа дека мај му е доста опасен. Поточно март и април, па и јуни, кој ќе биде во конјункција двата Марса, значи не е исклучено да се биде да отренат од политичката сцена. Но дали ќе го успеат тоа, да се разбереме, во март и Сонце се го влегол во 8 куќа. Тоа е куќа на блокади и пречки, смета конфиза. И не е случајно што Макрон и премиерот на Велика Британија да разговарат со Трамп, на Европа да биде вклучена. Но со ова Русија, поточно Владимир Путин нормално, и Руската Федерација барат укинување на сите санкции, што значи Европа уште повеќе ќе се крекне, а тоа ќе дојде до распад на Европската Унија. Украина ќе капитулира, ја многу пати кажав, не ќе остане само Киевскиот дол, за да не биде апа, нешто Галиција може да остане. Кон Угарија ќе се врати делот, бидејќи Орбан е добар пријател со Путин, многу пати кажав. Но што ќе се случува со Израел и со Украина ова година и следната, не би сакал да зборам, да не бидам лошо. Разбрам, но владењето на Трамп е рекол дека тоа може да биде и последниот председател на САД, што не е исклучено. Со вако владење и оваа економска криза, барањата на Флорида, Филаделфија, Тексас и многу други да сосипат од тоа, да бидат своји на својата, да што викам, независни, може да донеси до граѓанска војна. И од тие причини го кажав тоа. Но прва и главна цел за да опстане Америка мора да опстане доларот, а доларот може да опстане како светска валута или бар да се приклучи
и понатаму по некои држави, поточно кон Европа или кон америчките држави што купуваат нафта или Африка, да биде во долари. Они може да го раскине, например, договор што има Русија со Кина и со Индија, и неголеми потребувачи на Русија и за нафта и за газ. Сега би сакал малку да прозборувам за една друга тема, тоа е домашната тема, македонска тема. Денови може би забележавте, излезе многу е активно за председателка Гордана Сињавска Дапка. Ја уште тогаш кажав, ако се добро сеќавате, намерно го претпостирав, дека Гордана Сињавска Дапка, председателката, ќе биде втора Данела на премиерот Мицкоски. Она се обиди и два пати да го лизне, на баналата, така кажано. Прв пат беше при полагање на заклетвата, кога едно зборуваше, друго потпишуваше, не ја спомна Северна сама Македонија, потпишал Северна Македонија. Значи, направи еден измама кон граѓаните, на која не наседна Мицкоски, примерот. Он си кажа дека ја ќе спомнал Севера, и бидејќи што вика Вук Караджич, ите како што написано, пиши како што говориш. Малку на српски въпросите, но тоа е македонски диалект, како и бугарски, така да нема тешко да ме разберете. Сега прашање дали преку Гордана Сињавска Дапка председателката се дисциплинирата, се руши, или преку неја се обидува дословно од власта на ВМРО-ДПМНЕ, особено пред локалните избори, иако може да се почнат со протести. Ја во моето видео што препостирав, јасно укажав дека од половината февруари почнуваат лошиот период. Било која година, Македонија после 20 февруари до 10 април, сонцето се во 12 поле, а сонцето се владетел на 6 полето во владата и Меркур е таму. И затоа со овие процеси и треба се внимава какви закони што се донесува. А и тука и Сатурн, а Сатурн е врховната власт или десна куќа председател. Значи, инаку, овие факти што се изнесени за неа се на жалост вистина, ја уште која кандидира за пратеник на еден мој пријател на Федор Кукара, овој ќе биде втора Данела за ВМРО-ДПМНЕ. Ја ВМРО-ДПМНЕ не може да го разберам една работа. Се расправавме и со којната досада Демоска, бидејќи она доаѓаше кај мене ако стација оде кај неа и Јупчо. Благодарение на мене 98 во ВМРО-ДПМНЕ, ја растори коалиција со ЛДП направи со дијата беше единствено добитна комбинација, кој знае 20 са тројански кои и Тупурковски. И од ДПА. Но тогаш ме прашуваше што да правим. Татарчето или Јупчо, ја му кажав само со одејата добитна комбинација, иако и они покасно гледаат коалицијата, па во ВМРО-ДПМНЕ може да купува пратеници. Кажа, тоа брда и дорежи. После сега толку не ни важно. Инаку во животот не сум партиска книжка, пак дека бев на основачко собрание, ако не се. И на Прохорчински имам подпишана престапница, но нема партиска книжка. Престапницата, иако беше подпишана собствено, каде ја пратив за Австралија, нема доверба во вие, само во татарчество. Бидејќи овој посвоен е етнички македонец. Не може моја престапница да му да. Значи сега Македонија вреде во опасен период, треба да се внимава многу. Ово не е случајно сега изнесено, се разбереме за председателка Гордана Сињавска Дапка, иако сите подпишуваат несуват и што кружат по Фейсбук страници, ништо измислено. Но интересно што на ВМРО се ностоп наметнуваат кандидати. Пример, почнем да кажам за, например, за
единственият кандидат што беше, тоа беше покојниот писател Трајковски, со него се добро знаевме. И он губеше катастрофално во првиот круг, тоа доста хитно практикувал мене. Ме праша што да правам во вториот круг и друга помора, се не важно која и каква. И се колнеш во функција дека нема да ме запне. Ме запне, но не е важно. Но кога во Кенија, ја прашав едно прашање кон доста. Ја не сум расист, луѓето никош не сум ги ценел. Било и по национална, и по расна и политичка основа, но за мене не е логично во една земја кај што мнозинскиот народ, населено 5%, 80%, другото е се лаж, се етнички македонци, ви кандидирате протестантите во свештеник. Она ми кажа, сад ни го намен. Што сакам да кажам? Значи, единствено да кажеме од дедовите на ВМРО, првиот писател ги го намета, и го донесува од Бабел, ВМРО го прифати, е покојниот Глигоров. Иванов беше дел од Сорос, кај што и Гоца беше исто, Гордана, активната председателка. Кога збарам за овие што се били од ВМРО. Тоа исто случуваше и со градското собрање, поточно со град Скопје. Трифон Костовски веројатно вложи пари. Данела беше наметната од собствена услов за да се добие, но иначе беше човек на Црвенковски Гордана, беше у него влада министр без ресор. Добро, полека, ако сака да води македонци да има доверба во него, етички, кај се бари и да истакнува своји кандидати од своји редови, без разлика која се националност, бидејќи нон-стоп своето членство и партиски војници ги ангажираат за наметнати кандидати. Драги пријатели, толку за сега, но јас на премиерот би му обрнал внимание да обрне поголемо внимание на безбедноста, како и на Трамп, што реков, бидејќи сонцето почна да транзитира на 12 куќа на потсесени пријатели, и тоа ќе биде до 10 септември. Ама си има негови советници, негови аналитичари, не би сакал да се мешам, да го земам работ. На вас, драги пријатели, посакувам убав сон, пардон, убав ден, обично време ги снимам видеата, и простете, убав ден, убава текона недела, а наскоро и убав месец ќе започне, но не знам колку ќе е за Македонија, ако не биде внимателно. Инаку, прво го судува дека не додам видео работија, што значи кажам, паметно беше што отиде 3 пати до Америка. Мицкавски, но треба да се внимава многу да не си на една страна, бидејќи на глобалната сцена, реков, се игра сега, што би рекол Балашевски, сад се играју неки нови клинци, бирки се главе, а ми која економија не можеме никош да извеземе ништо на Запад, се очекуваме инвестиции, со работа Македонија никош нема да влезе во Европската унија, она почнува незиниот транспорт ова, следната може ќе заврши, они са зависни од руските енергенци, само со нив можат да живеат и да бидат јаки од ефтина, но повеќе Русија нема да ги продава ефтино без разлика на цена. Драги пријатели, посакувам ден, соодветно напред и Македонија пред се. Без разлика што сме. Сите сме македонци, а дома што сакаме да бидеме.